Последен преглед вести денеска. Трагедија на Скопската обиколница. 4 лица загинаа во директен судар меѓу камион и автомобил. Според првичните информации, камионот од засега непознати причини изгубил контрола и преминал на спротивната страна на автопатот, каде што дошло и до сударот. Загинатите се млади, а меѓу нив е и водечкиот баритон во Националната опера и балет Ристе Велков, како и неговиот 20-годишен син Адам. Возачот на камионот со косовски ознаки веднаш е уапсен. Од сударот настанал пожар во двете возила, од кои патничкото возило и кабината на влекачот целосно изгореле. Од добиените повреди на местото на несреќата починал возачот РВ и сопатниците од неговото возило. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител, телата се предадени за обдукција. Исто така, по наредба на јавен обвинител, возачот ББ е лишен од слобода и задржан во полициска станица. Ништо ново не донесе првата официјална средба меѓу шефовите на Министерствата за надворешни на Македонија и на Бугарија, Муцунски и Чамова, која се одржа попладнево на маргините на состанокот на НАТО во Шведска. Сепак разговорите доаѓаат во период кога во ЕУ повторно се разбива дискусија за забрзување на проширувањето на Унијата со нови членки. Детали од Јован Ѓорговски. Билатералните односи и потребата од изнаоѓање на решение, македонските позиции за идентитетот, јазикот и историјата, како и инфраструктурното поврзување биле темите на разговор на првата официјална средба на шефовите на дипломатии на Македонија и Бугарија, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова. На средбата, како што соопшти од македонското МНР, била нагласена и потребата од изнаоѓање на одржливо и достоинствено решение за отворениот билатерален проблем во духот на добрососедството и со почитување на европските вредности. Дополнително било отворено и прашањето за почитувањето на правата на македонското малцинство во Бугарија и пресудите кои Бугарија ги има загубено пред Европскиот суд за човекови права. На средбата беа разменети мислења за билатералните односи, регионалната соработка и европската интеграција на државата. Во таа насока министерот Муцунски ја нагласи потребата од изнаоѓање решение за билатералното прашање, кое го кочи процесот на отворање преговори со Европската унија, потврдувајќи ги позициите на владата и укажувајќи дека темите поврзани со македонскиот јазик, идентитет, култура и историја не може да бидат предмет на разговори. Од бугарското МНР пак преку соопштение велат дека министерката Петрова Чамова на средбата ја повторила позицијата на Бугарија кон земјава, како и дека официјална Софија очекува исполнување на преземените обврски од францускиот предлог. Дополнително, како што е наведено, Петрова Чамова порачала и дека за Бугарија од клучно значење ќе продолжат да бидат правата на бугарите во земјава. Министерката Петрова ја потврди конзистентната позиција на Бугарија дека целосното спроведување на обврските превземени кон ЕУ во рамките на Европскиот консензус од јули 2022 година е единствената гаранција за одржлив напредок на Македонија на нејзиниот пат кон пристапување во Европската унија. Средбата меѓу двајцата министри се одржа на маргините на состанокот на шефовите на дипломатии на земјите членки на НАТО во Хелсинбург, Шведска. Пред почетокот министерот Муцунски најави дека фокусот ќе го стави на регионот на Западен Балкан, за кој оцени дека се соочува со влијание од надворешни фактори. I will be insisting that we also discuss the Western Balkans, an area of Europe where there is serious malign influence coming from external factors and where security risks still exist. NATO is an alliance that is becoming stronger and stronger thanks to our commitment to 5% spending in defense. Средбата Муцунски Чамова инаку доаѓа во услови на затегнати билатерални односи по изјавата на бугарската министерка, која го искористи терминот северно-македонски за македонските представници, на што македонското МНР возврати со устен демарш за амбасадорот на Бугарија во Македонија, Желјаско Радуков. Лидерот на СДСМ Венко Филипче негира дека е за учество во широка влада, откако вчера упати повик до премиерот Мицкоски да изгласаат уставни измени и заеднички да ја понесат одговорноста за тој чекор. Од ВМРО ДПМН им одговорија дека со инсистирањето да се промени уставот, тој бил промотор на бугарските интереси и позиции. Доколку ја пропуштиме оваа шанса за полноправно членство во Европската унија, ризикуваме да станеме слепо црево на Балканот. Затоа председателот на СДСМ доктор Венко Филипче го повика Христијан Мицкоски
на државничка одговорност. Заеднички да ги изгласаме уставните измени, подготвени сме целосно да ја споделиме одговорноста за овој процес. Бугарија вели јасно и гласно дека тоа не е последниот чекор на Македонија кој треба да го испорача за да стане дел од европското семејство. Додека уценетиот Филипче од негови познати причини ги лаже граѓаните дека ова е последниот чекор и дека утре дента ќе станеме дел од Европската Унија. Дел од Сдруженијата на вработените на компаниите кои што организираат игри на среќа денеска на прв предупредувачки протест. Тврдат дека со владините законски измени ќе биле загрозени 10.000 работни места. Во меѓувреме пак новиот закон за игри на среќа веќе пристигна во собранието. 10.000 вработени би од овој сектор ќе останеме на улица, а тоа значи дека заедно со нашите семејства ќе станеме 35.000 нови кандидати за иселување надвор од нашата држава. Ако овој економски сектор престане да постои во Македонија, ние ќе немаме друг избор, освен да се обратиме и да аплицираме во странство. Закана за младината е популизмот кој, затварајќи легалните објекти, ќе ги направи младите лесен таргет на играчници на црно. Рубин Земон поднесе оставка од местото член на извршниот одбор на СДСМ. Неговата оставка доаѓа откако беше жестоко критикуван поради неговата изјава дека Гоце Делчев не бил толку заслужна историска личност и неговата средба со Виктор Стојанов, председателот на Бугарската фондација Македонија, кој во 2023 доби забрана за влез во државава. Сакајќи да го заштитам угледот на СДСМ од непринципиелните напади кон мене, а да не бидам терет на борбата на партијата кон уривањето на оваа власт, поднесувам оставка, напиша меѓу другото Земон на Facebook. Министерството за транспорт информира дека Државната комисија по жалби за јавни набавки по службена должност донела решение за поништување на јавната набавка за електрични автобуси и електрични полначи. Од Министерството посочуваат дека согласно своите надлежности предметната јавна набавка повторно ќе биде објавена согласно законските прописи и во најбрз можен рок. Јавниот повик за набавка на 150 електрични автобуси и 75 полначи беше објавен на 27 февруари годинава. Согласно критериумите што беа наведени во јавниот повик, понудувачот ќе требаше да произведе и да испорача 30 автобуси во рок од 6 месеци, 60 автобуси во рок од 12 месеци и уште 60 автобуси во рок од 18 месеци. Рокот за доставување на потребната документација беше до 30 март. Скопје ќе доживее урбана трансформација преди официјално во 2028 да ја добие титулата Европска престолнина на културата, најави градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. Калето, аквадуктот, поштата и други градски културни споменици ќе бидат подготвени за посетителите во рамките на манифестациите кои што ќе се одржуваат како дел од културно-уметничката програма на Скопје 2028, кажа Ѓоргиевски. Кале да направиме едно место каде што постојано ќе има културни настани, таму предвидуваме ние и една од летните сцени да биде поставена. Ние го имаме аквадуктот кој што важи за една од поголемите депонии години наназад во главниот град, кој што исто така ќе помине низ една фаза на трансформација. Таму има и грант обезбедено една група млади ентузијасти преку Америчката амбасада за партерно уредување на тој дел, но и ние како град Скопје планираме таму да изградиме летна сцена, да го оплемениме тој простор и да биде гордост на градот. Имаме во овој проект паркови кои што ќе треба да ги уредиме. Поштата е тука, еден од спомениците кои што треба низ трансформација да помине како едно место кое што младите трајно ќе го имаат како свој простор за дружење и така натаму и така натаму. Што значи се на се ова е процес на трансформација кој што треба да остави траен белег, да го крене еланот кај секој скопјанец, да ги направи горди жителите на нашиот град, но да ги направи горди и жителите на нашата држава. Тоа беше се во вечерниот преглед. Пријатно.